Власта е подготвена да разговара за сите модели со кои би се зголемила излезеноста на гласачите на диаспората. Премиерот Мицкоски со отворен повик до опозицијските партии да се најде начин за да се улесни правото на гласање на македонците во странство, откако пропадна обидите за измените на изборниот законник поради блокада од опозицијските партии. Ево, јас јавно кажувам, дајте да најдеме начин како да го зголемиме гласањето на диаспората. Не е битно дали тоа ќе биде електронско, дали ќе биде со писма. Дајте да најдеме начин, не е битно. Да најдеме некоја пракса во светот како би успеале на тие луѓе да им овозможиме правото на гласање да го остварат на поедноставен начин. Бидејќи сега конкретно го давам примерот со австралискиот континент. Вие треба да патувате и по 10 часа авионски за да го остварите своето право и да се вратите назад. Мислам, ретко кој ќе биде мотивиран и инспириран тоа да го прави, ќе признаете. По тема на денот, меѓу другото, премиерот посочи дека нема амбиција да се кандидира за председател на државата, но како председател на ВМРО-ДПМН кажа дека ќе предводи уште една голема победа над СДСМ на следните парламентарни избори. Кога ќе завршам со овој дел од мојот живот како председател на владата, дека ќе се вратам на факултет кај студентите. Јас никогаш не кажав кога тоа ќе се случи. Дали ќе се случи за година, за 5, за 10 и така натаму. Ќе треба овие кои што се уплашени од мене, кои што континуирано гледам ми предскажуваат некаков крај, да се потрудат малку повеќе, за да тоа трае пократко, а јас пак од друга страна ќе се потрудам малку повеќе за да тоа трае подолго. Според премиерот, само за 2 години просечната плата е зголемена за 8.000 денари, пензиите на пензионерите за 7.000 денари, растот на БДП од 1,8% сега е 3,5%, а во моментот се градат и 6 автопатски делници. Габриела Лескова, Сител телевизија.